Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Што е вера? Како можеме да објасниме верата? Верата е елемент од нашиот секојдневен живот. Сваќајќи или не, ние користиме вера секој ден. Ја користиме верата за да веруваме дека храната што ја купуваме не е отровна. Ја користиме верата за да веруваме дека ќе патуваме безбедно, без разлика дали тоа е со воз, со автобус или со авион. Се што правиме е со вера. Живееме, работејќи во куќи, згради, верувајќи дека се правилно изградени. Имавме верба дека луѓето нема да изградат зграда во која нема да може да се живее. Се што правиме е со вера. Што значи да ја земеме истата вера и да ја ставиме во Исус Христос, како наш Господ и Спасител, и ќе знаеме кој е Исус Христос. Ние го прифаќаме со вера и тој доаѓа во нашиот живот и во нашето срце и знаеме дека е тој што тврди дека е. Инспирацијата за подготовка на ова издание е едно од предавањата на Кевин Зедај и е всушност изводок од тоа. Кевин Зедај е човек кој е познат по тоа што откако почина на операционата маса, отиде во рајот. Да бидем искрена, оваа тема за верата е длабока и суштинска. Мојот предлог до вас е да бидете подготвени да научите нешто повеќе за верата. Па, започнуваме. And I hear him say, I've told you what to do. Just trust and believe, trust and believe. Watch and see, watch and see. 'Cause I've told you what to do. Just trust and believe. And watch and see. Watch and see as I breathe upon you. 'Cause I've told you what to do. Just trust and believe, and watch and see, watch and see. I've told you what to do. Just trust and believe, and watch and see. 'Cause that mountain standing in front of you is nothing to me. Just watch and see. Just watch and see. Watch and see what I do when you begin to move. 'Cause that mountain in front of you is nothing to me. Just watch and see. Just watch and see. Just watch and see what happens when you begin to move. 'Cause I've told you what to do. Just trust and believe and watch and see. Нашето одење со Бог има врска со видот, но тоа не е физичкиот вид. Верата е духовен вид. Тоа е всушност гледање во доменот на духот што сите ние можеме да го правиме. Сите имаме предчувства, сите имаме интуиции, сите го имаме ова предзнаење на моменти. Има моменти кога нашиот физички вид, нашата психа, нашите уши ќе ни кажат едно, тоест фактите, но фактите се менуваат. Заклучокот е дека она што Бог сака да го види не е она какви сме ние кога се оди добро. Тој сака да ја види нашата вера. Тој сака да види што сме ние, а што не сме. Она што го интересира Бог за нас е она што ќе трае низ огнот, духовниот оган. Бог се грижи за златото, за среброто и скапоцените камења кај нас. Се друго ќе биде уништено од духовниот оган. Затоа мораме да се претвориме во оган. Треба да знаеме што можеме да направиме во невозможна ситуација. Дали можеме да се држиме заедно и да кажеме ама Бог. Тоа е нашата вера.
Исус ни кажа дека треба да имаме вера со големина на синапово семе. Потенцијалот е во семето. Словото Божјо дава род. Целата идеја за нашата вера е дека не ни треба многу вера, само ни треба вера. Но верата е трајна, тоа е дел од нас. Тоа не е нешто на што работиме или нешто што го губиме. Сомнежот е од нашата глава. Така можеме да веруваме во срцето и да се сомневаме со нашата глава, а сепак да примиме. Но мораме да издржиме. Тоа е кога почнуваме да изговараме со устата, правиме трансакции со нашата уста. Се огласуваме и таа е нашето кормило. Нашиот јазик е кормило, како што вели книгата на Јаков. Не можеме да очекуваме да одиме во друга насока од онаа како што зборуваме. Истото е со растението. Не може да очекуваме да добиеме поинаква жетва од она што сме го засадиле. Верата има врска со она што сме го засадиле и таа станува дел од нас. Тоа е врска со Бога. Тоа не е систем. Не ставаме нешто и не вадиме нешто. Тоа не е коцкање, тоа е сигурна работа. Целата идеја е дека Исус го направи ова за таткото да го откупи семејството, а семејството треба да има вера. Но верата не е она што мислиме ние. Верата е, ако Бог те фаворизира, тогаш јас користам. Ние сите го правиме тоа. Значи, ако одиме со Бога, сите имаме корист од тоа. Верата треба да биде способна да ги пренесе сите овие работи, како што се парите, здравието, врските и така натаму. Верата може да оди во која било од областите на пораката за добрите вести и да ги обезбеди сите потреби. Таа порака е над парите. Верата го надминува секој ограничување што можеби го имаме, бидејќи верата може да прескокне се останато и сепак да ја добиеме нашата провизија надприродно. Што е вера? Верата е суштината на работите на кои се надеваме. Таа е доказ, имотен лист на невидените работи. Ние го ограничуваме Бог ако гледаме само на парите, затоа што Бог има многу начини да ни ги даде работите. Духот Божји сака да му даде на Христовото тело поединечен поглед, за да го види имотниот лист, тапијата во нашата рака. Верата е духовен вид и она што го направи сатаната е тоа што ни го одзеде духовниот вид. Верата е суштината на нештата, таа веќе постои, ја имаме во нашите раце. Мораме да се молиме, да чекориме во таа реалност и да дозволиме Бог да не убеди во она што го имаме. Духот е тука да не убеди во она што го имаме. Не мора да ги видиме работите веднаш. Не станавме личност каква што сме сега преку ноќ. Кога се спасивме, моравме да влеземе, моравме да научиме да одиме. Потребно е време за да се развие вера. Не е дека ја немаме, ја имаме. Суштината е дека треба да бидеме целосно убедени. И тоа е процес. Светиот Дух мора да биде со нас за целосно да не убеди. Значи, се што ни е потребно, ни е веќе дадено. Бог веќе ни дал се. Потоа ни ја дал и визијата. Затоа мораме да почнеме да се однесуваме и да живееме како овие работи да ни доаѓаат од зад нас, а не од пред нас. Добрината и милоста ќе не следат во сите денови од нашиот живот, ќе не совладаат. Мораме да го разбереме следново. Нема начин да дадеме доволно за да го убедиме Бог да ни даде. Нема шанси, затоа што веќе сака да ни даде, веќе ни даде се што ни треба. Како можеме на некој начин да го убедиме да не сака или да не фаворизира? You've been holding your breath for a long time, not knowing which way to go, not knowing which way to go, but I'm telling you, open up your lungs and begin to breathe again. 'Cause I'm a good father and I care for you. Yes, I care for you. And I care
Давањето, сеењето е обожување. Давањето не откачува од светскиот систем, затоа што светскиот систем не учи да чуваме и да се држиме за нешто. Не можеме да мислиме во нашиот ум дека е во ред, дека ќе складирам. Мораме да направиме трансакција и да дадеме на некој што не може да ни врати, бидејќи таму е зачувано. Верата е личност. Таа е буквално верна и вистинита. Ако му се обратиме на Исус Христос, верен и вистинит, Исус ќе се заврти и ќе одговори: што сакаш? Исус има се под контрола. Се што ни треба веќе ни е дадено. Секој од нас е чудо. Ако го засадиме семето на Словото Божие, тоа ќе се појави и ќе даде род. Тоа е она за што зборува Исус кога зборува за верата. Значи ние го сееме во нашиот живот Словото Божие и очекуваме род. Но очекуваме и трансформација. Почнуваме да ги гледаме работите и да ги знаеме работите. На секој од нас му е даден дел од вера. Без вера е невозможно да му угодиме на Бога. Тоа е однос на доверба. Мораме да веруваме дека Бог постои и дека Тој ги наградува оние кои вредно го бараат. Затоа од сега мора ревносно да го бараме. Тоа ја произведува верата. Мора да го запомниме ова. Тоа произведува вера. Каков е процесот на засадување на зборот како семе? Зборот е пренесен, треба да се пренесе преку еден од нас и потоа го мешаме со вера од она што сме го слушнале и потоа го засадуваме во срцето и суштината на тоа ја земаме како своја и се всадува во нас. Не треба да го реализираме тоа, само треба да веруваме. Но верувањето е дека ние разбираме и го имаме имотниот лист, дека Бог веќе ни обезбедил пред да се родиме. Духот Божи сака да ни даде вид на она што се случува во Духот. Има секакви работи кои се околу нас, кои се наши. Тие треба да дојдат во оваа атмосфера. И значи со ова кажано, дали сме подготвени да веруваме во вистината? Драги слушатели, ве испраќам благослов со Божиот збор. Се надевам на Господа и правам добро. Живеам на земјата и се хранам со вистината. Молкнувам и знам дека Ти си Бог, возвишен над народите, возвишен над целата земја. Ако тргнам и низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто Ти си со мене. Твојот жезал и Твојата палка ме утешуваат. Соопшти ми ја наутро Твојата милост, зашто се надевам на Тебе. Покажи ми го патот по кој да тргнам, зашто ја вознесувам душата кон Тебе. Господ ми е светлина и спасение, од кого да се плашам. Господ е штит на мојот живот, пред кого да треперам. Во Бога е моето спасение и слава. Бог ми е силна карпа и прибежиште. Надевај се на Него, народе, во секое време. Излевајте ги срцата пред Него. Бог е нашето засолниште. А јас, Господи, на Тебе се надевам, велам, Ти си мојот Бог. Моите денови се во Твојата рака, избави ме од раката на моите непријатели и од оние кои ме гонат. Го благословувам Господа кој ме вразумува, па и ноќе моето срце ме советува. Во Твојата рака го предавам мојот дух, Ти ме откупи, Господи Боже, на вистината. И сета моја радост нека биде во Господа, Тој ќе ги исполни желбите на моето срце. Кон Тебе викам, Боже, зашто Ти ќе ме послушаш. Наведни го увото Твое кон мене и чуј ги моите зборови.
Му ги предавам на Господа моите патишта, се надевам на Него и Тој ќе води се. Мојата правда ќе блесне како светлина и мојот суд како пладне. Принесувам жртва на правда и се надевам на Господа. Боже мој, се надевам во Тебе, спаси ме од сите мои гонители, избави ме. Едни се фалат со војните коли, другите со коњи, но ние во името на Господа нашиот Бог. Блажен е оној човек чија надеж е во Господа и не е склон кон горделивите, ниту кон оние што стапуваат лажно. Господ ги води да цврстува чекорите на добриот човек и мил му е неговиот пат. И ако се сопне, нема да падне, зашто Господ го држи за рака. Тој ги љуби правдата и правосудството, полна е земјата со Господовата милост. Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Душо моја, мирот е само во Бога, мојата надеж е само на Него. Тој ме засолнува во својот шатор, во зол ден, ме крие во скрилницата на својот шатор, тој ме издига на карпа. Ги подигам очите мои кон горите, од каде помош ќе ми пристигне. Мојата помош е од Господ кој ги создаде небото и земјата. Боже мој, истргај ме од рацете на злотворот, од рацете на силникот и огнетувачот, зашто Ти си, Господи, моја надеж, надеж од мојата младост. Мојата душа се надева на Господа, Тој ми е помош и мој штит. Моето срце се радува во Него, јас се надевам на Неговото свето име. Господ ми е секогаш пред очите, бидејќи ми е од десната страна, нема да се сопнам. Господи, Ти си мој штит, моја слава, Ти ми ја воздигна главата. Величајте го Господа со мене, заедно да го возвишиме Неговото име. Го барав Господа и Тој ме послуша, ме избави од сите мои стравови. Ти си мој Господ, нема блаженство без Тебе. Пази ме, Боже, зашто се надевам на Тебе. Ја следевте емисијата Елиезер, автор и водител Елена Ѓурѓиевска-Костадиновиќ, под покровителство на и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер.